комисијата, почитувани представници од Министерството, почитувани пратеници. Дискутираме за член 31 и тој се однесува на концесиите за експлоатација на минерални суровини за потребите на локалните патишта. Значи, добро е што покрај регионалните патишта со законот ќе бидат опфатени и локалните патишта, затоа што користењето на минерални суровини за изградба на патиштата често пати е пропратено со одредени негативни дејанија кои можат да остават сериозен белег на животната средина и генерално на повеќе други аспекти. Од стручен аспект, изборот на позицијата каде ќе се црпат тие минерални суровини за изградба на еден пат и како е битно да се одреди од стручен аспект, меѓутоа битно е да даде мислење и локалната самоуправа, односно луѓето кои ја знаат проблематиката, но и луѓе кои ја знаат конфигурацијата на теренот, односно знаат какви несакани последици можат да настанат во дадени околности. Неадекватното користење на овие материјали за изградба на патишта може да доведе до многу несакани последици, а тие може да бидат од типот на свлечишта, понатаму нарушување на подводните режими на водите и нормално тука еколошкиот момент, доколку несоодветно се третира едно наоѓалиште на минерални суровини за потребите на патиштата. Со оглед на тоа што со амандманот се третира тема која се однесува на локалните патишта, битно е целата оваа процедура да има одреден, како да кажем, и правен аспект. Тоа што го бараме во амандманот е по службена согласност да се добијат мислења од релевантни институции, како што се Министерство за животна средина, Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство и други институции. И ова е многу битен момент, затоа што кога ќе воспоставите систем на службена должност, тие министерства мора да одговорат на оваа проблематика. Тие мислења секако понатаму ќе бидат разгледувани во понатамошната постапка и ќе бидат од битно значење за конечната одлука дали да се дозволи одредено наоѓалиште за минерални суровини да биде искористено за потребите на еден пат. Со амандманот дополнително бараме и одлука од Советот на општината, како репрезент на волјата на граѓаните и место каде што на јавна сцена, на јавна седница ќе се дебатира за оваа проблематика. Тука нормално ќе се судрат позитивни и негативни аспекти од оваа проблематика и Советот соодветно ќе донесе одлука која понатаму ќе биде во функција на ова проблематика. Не помалку значајно е тоа што го бараме во амандманот да се организира и јавна расправа, од која јавна расправа ќе бидат поканети стручњаци од проблематиката и на некој начин покрај политичката димензија што ќе се случи во Советот на општината, да имаме и стручна димензија на оваа проблематика, каде што стручни луѓе, компетентни од областа, ќе дадат соодветно видување на сите несакани последици кои можат да настанат и од друга страна, нормално, моментот на потреба од изградба на определен локален пат и тука да се
протистават позитивните и негативните влијанија на одредена проблематика, за да се донесе конечна одлука која ќе биде на некој начин и обврзувачка за органот на управата кој ќе ја донесе конечната одлука, согласно претходните наведени моменти кои ги истакнавме во овој амандман. Со одбивањето на амандманот, иако на некој начин е добро што се уредува проблематиката на изградба на локалните патишта, меѓутоа одбивањето на амандманот некако дава на нота на повторно сузбивање на локалните авторитети, тоа се Советот, сузбивање на јавната расправа и суспензија на мислењата од релевантни органи на управа, ги спомнав, Министерство за животна средина, Министерство за земјоделие, шумарство, водостопанство и други институции кои согласно закон треба да дадат мислење, меѓутоа тоа да се направи по службена должност. Генерално, иако не сакав да земам зборови за повеќе од амандманите, останува впечатокот дека на овој закон мораше да му претходи јавна расправа. Ова е пресериозна проблематика која дополнително мора да биде обременета со стручни мислења од компетентни стручни лица, ќе дадат сигурно позитивно видување на проблематиката и ќе дадат свој допринос во расчистување на некои дилеми. Вака носиме закон под европско знаменце и остануваат многу дилеми отворени како да се постапи по истите и дали во суштина ние носиме европски закон или носиме закон сам по себе. Минералните суровини, поточно рудниците, така народски ние ги препознаваме. Од една страна се бенефит за општеството, меѓутоа од друга страна представуваат и сериозен упад во животната среда. Преку овие амандмани и конкретниот амандман за кој зборувам, настојуваме да дадеме допринос да направиме навистина европски закон со кој ќе се гордееме и кој ќе функционира во пракса. Тој закон во суштина треба да ги решава проблемите, а не да ги ставаме проблемите под тепих. Затоа што кога вакви сериозни прашања нема да ја дадеме нота на јавност, нема да оставиме впечаток дека носиме нешто добро, дополнително ќе створи јас помеѓу ресорното министерство и стручната јавност, особено во делот на минерални суровини и во делот на животната средина. Како и да е, со оглед на тоа што законот донесен во Комисија за европски прашања, нема да се разгледува на матичната комисија од економија, каде што сум член, ќе бидемеускратени од можноста да дебатираме, иако беше најавена јавната расправа и очекував јавната расправа, затоа што со јавната расправа овие амандмани дополнително ќе можеа да се преработат, доработат, да се искристализираат и да најдеме најсоодветни решенја на многу отворени прашања од оваа проблематика. Вака се доведуваме во ситуација да мнозинството има соодветен број на пратеници кои можат да изгласат одреден амандман, можат да го изгласат законот, се тоа ќе биде донесено, но ќе остане моментот дека
во иднина ќе имаме проблеми со овој закон и повторно ќе го отвараме. Благодарам.